Состојбата во Вардариште е катастрофална. Фотографиите верувам дека и самите ги гледате, тоа се куќиња кои после операција се фрлаат на мокар, на валкан бетон. Се заловуваат мали кученца кои не подлежат на програмата. Над 90% од тие мали кученца умираат во стационарите во најтешки маки од зарази, од болести, од парвовироза. Не е решение никаква начинот на кој сега се третираат таму животните, напротив, само го зголемува проблемот. Наместо на улици да се враќаат здрави единки, третирани, на улици се враќаат болни животни кои умираат после некое време и проблемот пак продолжува. Има нов прилив на нови животни на нивното место и ништо не се решава, се тапка во место. Овдека денеска се собравме на овој протестен марш, незадоволни од третманот на бездомните животни, односот кон милениците воопшто, во што го има во државава и во градот. Зад нас се тука, значи, повеќе од 13 здруженија, скопски од цела Македонија, затоа што им се обраќаме не само на скопскиот градоначалник, туку и на сите градоначалници. До сега слушавме и бевме сведоци на безброј импровизации. Нашите препораки се јасни, нашите барања се јасни, понатаму ќе ви ги кажеме. Значи, се останато што е вон тоа, вон нашите барања, сметаме дека е импровизација и нема да го прифатиме. До сега се тапкаше во место, се маргинализираше овој проблем. Даваме конкретни решенија, бараме да бидеме сослушани, да бидеме инволвирани во трајно решавање на проблемот со бездомната популација, зато и конечно за секогаш да се реши, значи трајно да се реши. Дали сте се сретнале досега со градоначалникот за прашање на Скопје? Не, досега градоначалникот никаков интерес не покажа тет-а-тет да се состане со нас и да слушне кои се нашите препораки. Тој веројатно ги знае само преку писма му се праќаат. Зошто остануваат надлежните глуви на вашите барања? Јас сметам дека нема интерес, почнувам да мислам дека имаат некаков интерес во овој хаос, затоа што препораките се јасни, ние не измислуваме ништо, само пренесуваме практики светски кои што се веќе успешни секаде во светот. За 3 години најмалку може да се реши проблемот ако континуирано се работи на тоа. Значи масовна кастрација и стерилизација на бездомните животни и пропратни останати мерки кои што ќе подразбираат контрола строга на одговорно сопствеништво, контролирање на одгледувачници, значи на продажба и купувачка на кучиња, строга контрола на одговорното сопствеништво, како да ви кажам, да се подобрат законите, да се надополнат законите и на крај да се создадат механизми тие да се имплементираат за проблемот повторно и повторно да не се јавува.